Како никогаш порано Скопје е затрупано во комунален отпад кој почнува да станува опасност и за јавното здравје. Од викендов камионите на јавното предпријатие Комунална хигиена не го собираат сметот, па контејнерите секаде се преполни, а со ѓубре се затрупани пешачките патеки и улиците околу контејнерите. Дејан Трајковски е во центарот на Скопје. Дејан, има ли некакво објаснување од Комунална хигиена? Во јавноста се појавија информации дека камионите не излегуваат на терен поради дефекти. Така, информациите кои што ги слушнавме, Бубе, се тие, но се неофицијални, иако испративме прашања до Комунална хигиена, за сега нема одговор дали станува збор за вистина околу тоа и дали се обраќаат, бидејќи нели како што каже и тие евентуално да не имаат дефекти камионите. Пред малку се огласија и од основното јавно обвинителство, велат дека веќе се истражува дали има елементи за кривична одговорност за она што се случува во Скопје, велат дека се издадени и наредби до МВР и останатите органи да приберат соодветна документација, како и до инспекцијските служби кои што треба да истражат за што точно станува збор и да ја утврдат моменталната состојба. Граѓаните веќе од утринава и на социјалните мрежи се огласија со бројни реакции, но и во анкетата во која што ги снимивме посочија дека навистина е алармантна состојбата на улиците, стравуваат од зараза, велат дека што побаргу треба нешто да се преземе, итно да се расчисти она што може да се види во моментов и позади мене, не само во контејнерот, туку преполни просторот околу контејнерот, што се однесува до кои се виновниците, виновникот го гледаат и во градските власти, но и во останатите скопски општини. Предлагам тука да ја слушнеме анкетата и да слушнеме што порача. Па негде као петокот, четвртокот, не знам точно, меѓутоа од тогаш не е собрано. Треба некој да се фати за работа, така? Градот Скопје е. А дали така треба да биде е големо прашање. Не би било вака ако е општината одговорна за ова. Вака растурено ѓубре има само во последниве денови сега. Немаше во теков на овие 4 години немаше вака како што имаше низ градов. Воопшто не се собира. Не знам што мислат и ја ги сликам од преска. Луднице. Се угушивме, смрди, жива болест. Чекаме колера. Нема врска општината собира. А ова овдека по Партизанска исто хорор. Колку време не е собрано тука ѓубрето? Па скоро има околу 10 дена, може и повише во општината. Општината значи криво. Значи ги собира празните, треба ова да се земе камионот да се земе, да се товари ова, значи да се види ова, да има место граѓаните кај да фрлат. Дејан, проблемот не е нов, но еве кулминира во икот на локалните избори. Дали има некакви сомнежи дека има политички мотиви? Се споменуваат и такви работи, тоа го спомена например кандидатот за градоначалник на град Скопје и председател на ЗЕЛС Орце Ѓорѓиевски, воедно прво реагираше што се однесува до тоа утринава преку видео градоначалникот на актуелен градоначалник на општина Центар и кандидат за повторен мандат во општина Центар Горан Герасимовски, кој вели дека таму 5 дена не се поминати камионите на Комунална хигиена, исто и тој посочи дека стравува да не има можност за зараза на граѓаните, побара итна средба на ЗЕЛС, како и да постапи и владата да прогласи вонредна состојба. Што се однесува до председателот на ЗЕЛС Орце Ѓорѓиевски, тој посочи дека веќе по консултација со градоначалниците од скопските општини е договорен утре да се одржи состанок во ЗЕЛС во 14 часот за да се направи обид за изнаоѓање на решение на состојбата. Како што веќе кажав, тој посочи дека ваквата состојба може да е резултат на политички причини, а последната информација која што имаме дека владата ги задолжила Министерството за внатрешни работи во соработка со дирекцијата за заштита и спасување, како Институтот за јавно здравје и уште неколку институции веднаш да отпочнат координиран вонреден инспекцијски надзор во град Скопје и во ЈП Комунална хигиена. Што се однесува до градоначалниците, имаме изјави, па да слушнеме од нив што порача и што ќе се одвива понатаму со оваа состојба. Ова ги надминува сите граници. Изминатите 5 дена комуналното предпријатие воопшто не се појавува на улиците во општина Центар и се соочуваме со огромни проблеми, а набрзо, не дај Боже, зарази. Утрово пуштив допис до управниот одбор на ЗЕЛС, се слушнав и со директорката на ЗЕЛС, побарав
хитна седница на ЗЕЛС каде што ќе се побара решение на овој проблем. Разговарав и со неколку мои колеги каде што побарав дополнителна механизација за да го отстрануваме самите сметот, но еве и јавно ја повикувам и владата да размисли за вонредна ситуација, поради тоа што јавното комунално предпријатие и градот изминатите 5 дена воопшто не се појавува на територија на општина Центар. Се слушнав ја со дел од моите колеги, меѓу кои и градоначалникот на општина Центар, но и градоначалникот на Ѓорче, градоначалникот на Бутел. Ќе се слушнам и со останатите. Утре во 14 часот ќе имаме состанок и координација како скопски градоначалници во рамките на ЗЕЛС. Со тоа што еве изминатиот период самите се снаоѓаме ние со сопствени ресурси. Претседателот на владата е надвор од држава, ќе разговарам и со него за да видиме дали може и владата да се приклучи во овој процес. Бидејќи не очекувам некаква реакција искрено од страна на комунална хигиена, но ќе размислиме и за тоа да поднесеме и кривични пријави до директорот на комунална хигиена и до сите оние кои што се одговорни за ова. Што се однесува пак до град Скопје, реакција имаше градоначалничката Арсовска, која што посочи дека 4 години во Советот владеат ВМРО ДПМН и вреди, па нив ги обвинува за хаосот кој што се случува во градот, велејќи дека не се изгласале оние точки каде што требало да се набават нови камиони за комунална хигиена, да се одобрат нови вработувања во предпријатието, а воедно посочи дека во управниот одбор на комунална хигиена се токму владеат со тој простор таму тие две партии. Секако владата, како што веќе споменав, најави една координирана акција. Предпоставувам дека за вестите во 18 часот ќе имаме повеќе детали околу тоа што точно се случува во комунална хигиена и зошто улиците во Скопје изгледаат вака.